За многу години почитувани денешниот православен христијански празник, Петровден, да бидам искрен, празник кој потврдува печат на православието, на христијанството и на се оно што значи наше заедништво. Денеска православните христијани во Македонија принесуваат слава и благодарност на Бога и се спомнуваат за почит на своите апостоли Петар и Павле, познат Петровден, преку кој Бог ја пројавуваше својата спасителна промисла и вистина. По примањето на Светиот Дух, апостолите се растуриле по светот за да ја проповедат светата Христова вера. На тој план најмногу се истакнали светите апостоли Петар и Павле. Зошто се ова многу битни? Тоа се алфа и омега, сведен збор, и сите се рамнопостоли, тие се силни сведоштва, без нивната вера и љубов кон Бога, не би постоела нашата вера. И не би били ние тоа што денеска, да бидам искрен, морам само една мала критика, од не е само по зборот и на вилици да се пишуваме дека сме христијани и тоа православни, а да не одиме в црква и да не се молиме и да почитуваме таа света Евхаристија. А тоа е постот, исповета и причесната. Не сакам да проповедам. Сакам да укажам дека еден од многуте, сите празници се мили, убави, сладки празници за нас, православните христијани. Но овие двајца учители со своите дела, особено апостол Павле, со својата химна за љубовта, кој вели без љубовта сме празни, само ова кратка парафраза, љубовта разместува планини. Таа љубов ја немаме во нас, почитувани. Че се надоврзам на апостол Петар, инаку неговото име е Симон, кој Господ Исус Христос му даде светото име Петар или Карпа, кој и даде збор дека ќе направи црква на Карпата, а кој ќе проповеда самиот апостол Петар. Значи, ние во слава и чест на овој голем празник сакам да укажам дека треба секојаш да ни биде пред нас и да ги отвориме пошироко очите, ушите и умот, дека не смееме да вегаме од вистина, тоа е дека сме православни христијани. Ево уште само две споредбени ситуации во вечерашен магазин, пред да го најавам мојот соговорник, кој ќе го задржи вашето внимание. Да, велам, трите нешта што денеска не е наше секојдневие, тоа е политиката, тоа е здравството, тоа е црквата. Политичарот, ако не го слуша народот, тоа чему е тако политичар? Тој ќе биде политикант. Ако не го слушне гласот на народот, дефинитивно нека се откаже. Лекарот, без својата емпатија, љубов код пациентот, не може да биде лекар. Особено Хипократовата заклета која пишувана на старомакедонски јазик, докажано е тоа. Ако не испочитува и не го љуби пациентот, не се сочувства со некоја болка, чому ми е тако доктор. И конечно ќе дадам сето на и клирот, ако свештеникот не е свештеник и не го практикува Словото Божие, чому е тако свештеник. Тој трилинг е нешто што е светко. Еве затоа, почитувани, денешната емисија, рековме коинцидира со празникот, но не можеме да суспендираме актуелното случување. Зад големата бара, тоа е 75 години од создавањето на Алијансата, таа машинерија, НАТО, во која Македонија е во сојузништво со НАТО кована 4 век. Ќе му посакам добро вечер и добродојде на Милан Стефановски, мојот драг, почитуван пријател и соговорник, со кого ветивме дека ќе бидеме заедно на денешен ден, апропо 75-тиот роден ден на НАТО. Епа, Милане, добро вечер, уште еднашки добродојде. Добро ве најдов, ви благодарам најпрво на поканата и на можноста да можеме да дискутираме за многу важна тема. И најпрво би сакал да се придружам на честитките за убавиот празник на сите македонци, ни посакаме големо сите православни христијани. И тропарот го гледаме. Да. Тоа е старословенско, го благодарам на YouTube што еве како избор го земавме овој тропар.
Со што е убаво да се слушне и да... Апсолутно, и убаво спомнате во контекстот на апостолот Павле, оне во Библијата која спомнува Македонија во таа Да, тоа е според апостол Лука, кој 33 пати ја спомнува, меѓутоа во Библијата се спомнува со видението дека Македонец му се јавил на како видение и го поканил во Македонија. Еве, господин Стефановски, многу е ретко, секој час има и случаи, да во младиот свет, да речеме меѓу младите, како да ова тема отуđена, или че речете, пази, внимавајте, збори за вера, црква, па тој не е ин. Тоа е некој декаденца, некој прост. Да. Немиен, обично, Да. и така, не цивилизиран. А што се должи таа дискрепанца, таа алиенација? Само што ова, во времето на еномијето на комунизмот, за да владеш со народот, ќе суспендира црквата, верата, ќе речеш, тоа е опиум на народот, за да владеш. Да, но комунизмот се распадна токму заради тоа што народот има многу голема и длабока димензија во себе на вредност и на љубов кон Бога, која трае и во дел од животните циклуси, под искушенија, младите веројатно се одлучуваат од тие вредности, но нели Бог во своите преданија или писанија и неговите апостоли го практично го факторизира судниот ден преку една дискрепанција на време кое за да дојде тоа човечките вредности ќе бидат ставени под искушенија и дека овој вредносен човечки систем ќе биде на многу ниско ниво. Веројатно Библијата го и Стариот Новиот Завет го предвидува тоа, но некако ние забрзано идеме кон тој процес на човечко распаѓање и оддалечена е верата кај младите, бидејќи материјалниот свет, оние побуди, човечки страсти провладуваат на вербата. Денеска е многу тешко да бидете верник. Да. Овој Life магазин, затоа му си има и порелаксирана тема, а тоа сум јас. Немаме можност да ме представиме во гласот на народот. Кој е Милан Стефановски? Милан Стефановски е еден обичен млад човек кој преку својата зона на интерес успеа да се на некој начин во медиумскиот простор етаблира како човек кој сака да пишува и да разговара за геополитиката. На некој начин тоа може би тешка област, исто така многу млади не сакаат да представно тешка област за читање, за константно да читаш, треба да имаш многу познавање во географија, во историја, треба да имаш познавање на војните потенцијали на земјите, на сојузите, нивната историја, нивната визија, нивната стратегија за владење. Јас од 2008 година почнав да пишувам за Нова Македонија изјави, тоа е тогаш бев 20 и можеби некои 4-5 години. Денес имам скоро 40 на години. Тоа ми беше делот на мојата професија, бев работен околу 4 до 5 години во Министерството за одбрана, понатака во Собранието и одлучив да се пробам во приватниот сектор, се засетив во државната администрација. Бев и политички активен, не е тајна дека бев во структурите на ВМРО ДПМН до местото. Не грев тоа, можеме да. Не, јас се гордам со тоа. Но тоа се како што другите се во социјалдемократското. Види, најголемата човечка вредност и хумана дејност. Да. И јас ја примам таа едукација од американскиот систем. Вие ако политички не се занимавате доволно или имате непознавање, тамо не важите за интелектуалец. Вие ако сакате да вашиот живот го посветите на политичка платформа, јас го доживувам тоа како една голема човечка вредност, голема димензија и посветување кон државата, бидејќи системот е така поврзан да вие преку политички партии се ражеме како зон политикум, секој случај политичко суштество. Оженет? Оженет, средно оженет, да ја поздравам мојата сопруга Марина и имам бебенце Зои, која е старо 4 месеци. Да е жива и здрава, господјата. Да се враќа Марина. Марина работи. Специјалист педијатар на државна клиника. Браво. Да. Значи, не остануваме само со едно... Со едно не е сигурно, тоа е само почеток од име 3-4, така.
Ова е порака до сите млади да стават крај на белата чума. Почитувам само да ги поздравам, да ви поздравам од мојата екипа, мојата асистентка Кристина Томич, Ивана Алексова и Огнен Димовски, кои еве вечерва се со нас во оваа жешка вечер. И топол ден беше во секој случај, кој се организира да бидеме заедно со вас во овие минути кои ни следуваат. Милане, јас би предложил да дадеме еден шлагворд. Дека ние разговараме, македонската делегација предводена од господинот Христијан Мицковски се наоѓаат во Њу Џерси, таму се во Кирил и Методи спрани да го слушат гласот на народот во Америка и да слушат што има да порача диаспората. Одиме ние со прилогот што ние као тебе избор го одбравме, да слушнеме што е тоа што се случи во наредните 72 часа. Светските лидери се собраа во Вашингтон. Почна самитот на најголемата трансатлантска воена алијанса. Иако Македонија и Западен Балкан не се во фокусот на самитот, македонската делегација, предводена од премиерот Мицковски и министрите Мисајловски, Муцунски и Тошковски во Вашингтон, постојано е под притисок од официјална Атина, која критикува за непочитување на Преспанскиот договор, но и од официјална Софија, која пак инсистира на уставните измени. Непосредно пред официјалниот почеток на лидерскиот церемонијален состанок, како што информираат од владата, премиерот имал средба и со членовите на наблюдувачката група од Сенатот за НАТО, токму за регионалните односи. Тој истакна дека блокадите, кочењето и обструкциите треба да бидат реликвија на едно минато време, од кое регионот треба да извлече поуки, како се заглавува во неразумни спорови и се создаваат стереотипи и раздор меѓу граѓаните. Иднината на регионот е економска соработка и инвестиции за посрекни граѓани, како и апсолутна борба против корупцијата и организираниот криминал, кој представува најголема закана за напредокот. Македонската влада е посветена кон развиена економија и воспоставување на владењето на правото, информираат од владиниот кабинет за ставовите на премиерот на НАТО самитот. Иако станува јасно дека Мицотакис нема да се сретне со Мицковски, за да му ги каже отворено забелешките за Преспанскиот договор, грчкиот премиер не се откажува од идејата да го отвори прашањето во Вашингтон. Had, issues with the Prespers agreement, but I made it very clear that this is an international agreement that binds the country, and I respected it, and I do respect it. But one of the fundamental tenets, if not the most fundamental aspect of the Prespers agreement, had to do with the name North Macedonia being used erga omnes, which means both internally within North Macedonia and externally. And this is something which is simply non-negotiable. It's very clear, it's in the Prespers agreement, and it's non-negotiable for Greece. So when I hear the new government of North Macedonia referring to the country as Republic of Macedonia, within the country, I have serious concerns. And this is an issue which I do intend to raise. It is not constructive. It does not help the European path of North Macedonia. Ставовите на Мицковски пак во бугарските медиуми беа протолкувани како обвинување на соседите за блокирање и закочување на евроинтеграциите на државата. Мицковски вчера учествуваше на отварањето на НАТО самитот, на семејното фото од официјалната гала прослава по повод 75 годишнината од НАТО во воената база Ендрус. Мицковски се фотографираше до унгарскиот премиер Виктор Орбан и до летонскиот председател Ринкевич. Мицотакис беше подалеку од него. Да, реков дека тоа е тебе избор, благодарам на колегите на телевизија Цител. Значи, дадовме на еден вовеж што е тоа што се случило во 72 часа, така му доаѓа. Видовте, господе Стефановски. Интересно е што во медиумите грчките политичари не се потресуваат толку колку што македонските новинари и политиканти од Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата, дали Мицковски требаше да го спомне името Македонија и придавката македонски. Што самиот, ќе завршам, самиот прв човек одговорен за Балкан од НАТО спомна билатералните прашања нема да бидат во фокусот. Значи ли тоа дека Македонија добила поддршка ветерогрб, дека не сме Мицотакис да се поигрува и да злоупотребува
настан во врска со билатералното прашање. Апсолутно да. А само еден мал Велете, една мал. мала Дигресија. преска ме прашате за дигресија. За мене не љубам да зборам за мене, но сакам да поздравам емисијата и вас како новинар, кој преку франшизата Гласот на народот, која е ваша лична биографска, и посади никулците и семето на почната врска меѓу матицата и меѓу диаспората. Тоа е една благороден чин, тежок пат, меѓутоа е благороден чин и мора да обстоите вие како новинари, како пред, кој на некој начин ја мобилизира диаспората, ја информира, бидејќи во текот на анализата ќе дојдеме до заклучоци дека диаспората е многу важен сегмент во стратешката политика на секоја држава и таа која стратешките партнерства со Соединетите американски држави е предвесникот, односно тој е фундаментот на развојот на модерните односи помеѓу Америка и Македонија во овој четврт век. Да, благодарам. Еве, бидејќи сме век, ја дадов малце еден кус во дека ние говориме, нашите представници на владата, предводена од професор доктор Мицковски, е во посета на Нью Џерси, значи на државата Нью Йорк, каде се сретнува со заедницата на македонците од двете општини, црковните општини, тоа е црковната општина Свети Кирил Методија и возбуден сум бидејќи ги посетив и двете црковни општини и направив една интеграција уште 2012-2016, кога видов дека имаше едно недоразбирање меѓу нив. Но сепак кога зрачиш со една позитивна енергија, ги покануваш на еден заеднички собир и разговарате за едно исто, тоа е македонско, и верувајте, беа инкорпорирани во едно. Значи ли тоа дека еве, ова што ние го дискутираме апропо македонската заедница и низото инкорпорирање во македонската држава е неминовно и важно, и ќе завршам, како што секоја заедница на државите од Балканот, Хрватска, Србија, да не ги редам, па и другите соседствата, нивната диаспора ја етаблира државата во поголема смисла на зборот. Да. Диаспората и луѓето кои се во диаспората, оние успешните и помалку успешните, се неисцрпен човечки потенцијал кој може да ја помогне многу државата. Дали со ангажман личен тука, дали со нивното влијание таму, дали со нивното лобирање таму, ние како држава мора да најдеме начин да се грижиме за нив. Јас бев дел од тимот кога Никола Груевски и Александар Николовски, Спасеновски и делови на таа интелектуална маса во ВМРО-ДПМН решија да формираат задгранични комитети. Тогаш, кога ги посетивме тие комитети, јас бев одговорен за Европа и ги водевме изборите за изборни организации во Европа. Она што го говорите вие, недоразбирањата може да се канализираат низ систем, можеме да извлечеме поуки нив, да се коригираме, но мислам дека не доволно користиме тој потенцијал и треба да час поскоро да направиме стратегија во однос на тоа, бидејќи ако видите во словенската влада кој има министер кој е одговорен за дигитални политики, а е од Македонија, тогаш нашиот пропуст е таа да биде во Словенија, не овде, и тоа треба да биде порака да се занимаваме посуштински во однос на тоа прашање. Да се вратиме сега на самите... На самиот настан и значењето на овој голем собир на најмоćната воена машинерија во светот, тоа е НАТО алијансата, во која, да бидам искрен, Македонија не беше аутсайдер, беше имаше свој простор и своја позиција. Има, да, на вистина, изненадувачки е оној момент каде што Македонија на вистина овој самит сега во Вашингтон е представена прво во едно многу добро светло, со многу добра агенда, со многу добро позиција и веројатно новата дипломатија предводена од ВМРО-ДПМН во краток период од формирањето на владата направи тим, ги создаде аргументите кои се мокни во однос на бранење на нашата позиција и затоа ние го имаме тој впечаток, односно одговори од грчката и бугарската страна, бидејќи ако ви имате силни аргументи и ги имате фактите кои се за ваша страна, меѓународното право е за ваша страна, имате исправена кичма, а не крива. Имате клиентелизам.
тогаш вие вас повеќе ќе ве почитаат. Тоа е како во едно семејство или вас, ако вие имате исправено Авторитет. писмо, имате авторитет, ако имате аргументи, знаете дека сте во право, вие имате во старт почетна подобра позиција во однос на преговарањето. Знаете да кажете тока е Рубиконот, тока е линија на толеранција. Да, и тоа евидентно го видовме сега во етаблирањето на политиката на Мицкоски. Добрите контакти, бројните средби со меѓународни фактори, издисувањето на 500 милиони евра од Унгарија, праќањето на но и блокирањето на движењето, практично на дипломатското движење на Грција е евидентно и е за поздравување и вака треба да се води Што не дипломатија. било пример пред 7 години. Еве, се направи на паралела, ако ми дозволите. Што имавме пред 7 години? Клиентелизам, свитка на кичма, прифаќање се и давање уште повеќе, алудирам на господинот Зоран Заев, Да. кој дефинитивно уште во 2016 исправете ме од Женева, да кај спомна, едно општество за сите. Што е еден вид, една лага? Ние сме секогаш едно општество за сите. Тоа е Никој државен систем, никогаш никој не бил одвоен. Меѓутоа, со таа перверзија, за популистички клиентелистички начин на политиканство, доведе до ова да без волјата на народот прифати еден проект кој дефинитивно е сега малце создава Хибриден модел за додворување на албанските гласачи, кој не е модел и е распаднат систем после овие избори, е едно општество, отворено општество за сите или едно општество за сите. Многу е важно да имате вие политики една држава за сите. А општеството го креира две два субститута, една државата, втора народот. Кога вие пробате да ги излажете, ќе завршите со 15 пратеници, како што е сега. Резултатот на СДСМ сега е резултат на политиките на Зоран Заев. И гледаме дека таму веќе има продолжување на политиката. Колку вредеше вчерашната изјава, да бидам искрен, за мене тоа е граничи со лудост. Веднаш обвинување, кажав ми, 100 пати спомнав и сега ќе повторам, никскому не сакам адвокат да му бидам и да го поддржам, ќе поддржам при позитивни политики. Но ако гледаме што имавме ние 2017, имавме давање на тацна, нешто што не се дава, не се продава, тоа е име. Од друга ситуација не бевме ставени во Европската унија, имавме повторно рампа од човекот кој ги изгуби изборите сега, господ Макрон. Од визави сегашната ситуација, во која имаме 500 милиона евра поддршка, заем, со добар грант, со 3 години, така прекрасни услови, значи за развој и решавање на прашање што некој ги оставил како голема катастрофа. Тезова е се за заемот да збориме или генерално за политиките кои... Не сакам само кратко визави, па влагаме во суштината на самитот. Поданичка политика, клиентелистичка политика. Дали е дома или надвор, резултатот ќе ве стигне. Казната ќе ве стигне и ќе ви се распадне непочитувањето. Вие видовте дека после еден одреден период, ако вие немате на некој начин дома поддршка, вие немате и надвор поддршка. Они останаа самени со Ципрас во своите аргументи дека они придонеле до мирот и до... Тој што и Ципрас го матирал. Да, Ципрас излезе дека ако они уште малку сме почекале, можеби ќе сме биле влезени во туста Република Македонија. Треба да се радува за такви работи? Он треба да плаче. Не се радува, меѓутоа видите, за да вие се радувате и плачете, треба да имате голема љубов кон државата и кон народот. Да имате емпатија кон народот. Емпатија кон народот, голема почит. Тие политики што ги спроведе он, оддалеко не се така, туку напротив, воопшто не му беше важно за народот, затоа што доби овој народ на тие оставки. Добивме Facebook инвестиција, добивме Volkswagen инвестиција. Се сеќавам на сите тие аргументи дека ќе се отвориме. Напротив, добивме извештаи каде што ни царува корупцијата и криминалот и ние тоневме како општество. Членка на НАТО, што е еден од предусловите и главните важни работи е инстрански инвестиции. Да. Прво биди членка на НАТО, а потоа стана членка на Европска унија. Тоа е практично политиките што вие треба да ги интегрирате во вашето општество почнуваат од НАТО. НАТО во освен одбранен сојуз е војно-политички. Значи вие треба да имате одредени критериуми. Еве мула. Видете, со вие таква може да политика на клиентелизам, што има. Вие може да учествувате во најсилни организации, ама ако дома не ви е добро, а дома не сте сработили работата и се неспособен,
да направите инфраструктурен, кој е познат инфраструктурен проект кој има направено СДСМ во 27 години? Еден, така ми кажете. Ни еден. За да дојдат инвеститори, вие треба да имате јака институција, силна институција, правна држава, борба против корупцијата, нула корупција, но и треба да имате инфраструктура. Зоните во однос на рекламирањето, тоа што го спроведе ВМРО ДПМН претходно, суспендирано. Издишни работи, трошење парење у воздух. Амбасадорите беа, нели, тие за промоција беа на некој начин суспендирани, патиштата се во тешка катастрофална позиција, гасоводот и гасификацијата која ВМРО ДПМН тогаш ја форсираше, нели, практично остана блокирана и вие немате предуслов дури некој да сака да ви помогне, нели, кој ќе биде аргументот кој ќе рече да, фала што ми се ајвите, ма тука не е добро да губам пари, поготово во светска криза, во инфлација. Вие се инвестирате во нестабилна држава? Во нестабилна држава. Дали вашите битни референтни фирми, бонитетни, кои имаат милиарди, би ги пуштили да инвестират? Видете, еден силен аргумент. Вие може да бидете во НАТО. Но тоа е систем кој е многу комплексен, кој вас ќе ви помогне да бидете внатре, но вас нема да ве научи на домашна култура, ќе очекува од вас да имате домашна култура, зборам метафорично во политичка смисла, од вас очекувате реформите и од вас очекувате и вие да средите државата. НАТО не е систем кој ќе дојде овде и вас ќе ве заврши домашната работа. Дали тоа е Европската унија? Еве некои љубители се на БРИКС. Кај да сте? Ако вас дома не ви е добро, и имате лоши политики, вас за никога нема да бива. Оттаму споредбата од 2017, пред 2017 и се длабок, неспоредливи, ние застанавме не 17, не 14 години се вративме назад. Што значи ко политичар, кога ќе речеш стоп, non pasarат, нема виткање кичми. Не можем да прифатам диктати. Замре, тоа време помина. Ова не е средновековие, па да ни налагате со пендрек или со камшик демократија, алудирам на Бугарија, па и Грција, која видовте како почна патот на Македонија кон Европската унија, вика порпаролот на Грција, минува низ Атина. Што не е логично. Коцијас директно ја навреди, ја критикува власта на Мицотакис која се клима. И јас најавив у мојата оценка дека Мицотакис на брзите избори ќе падне од политичката сцена. Зошто не го почитува самиот Мицотакис во Преспанскиот договор? Мицотакис сам се влезе во своја видна стапица, бидејќи наративот за да победи Сириза, едно од главните наративи да победи Сириза беше дека они направиле, извршиле предослов во однос на македонското прашање и користењето на терминот Македонија во нема сложено име, бидејќи две речени, два збора не е сложено име, и македонскиот идентитет, јазик и култура. Сега му е тешко тоа да го побие, бидејќи тоа е меѓународен договор, стојат странците зад него, и Македонија веќе е рамноправен член во НАТО со Грција и веќе аргументите може да се слушнат, бидејќи Преспанскиот договор беше мировен договор и пример како да се решат останатите отворени прашања во Балканот. И вие не смеете него да го суспендирате и не смеете да го компрометирате. Затоа Мицотакис не можеше да се постави стратешки на Балканот, а може Грција се постави стратешки на Балканот само преку добри односи со Македонија. Или економска соработка. Бидејќи тој простор може брзо да го заземе Турција или некоја друга држава, и вие губите авторитетот на Балканот, влијанието на Грција кон Балканот. И како земја која сакаше да биде протагонист кон Брилискиот процес, проширувањето на Европската унија, Солунскиот самит за проширување на Западен Балкан кон Европската унија, не успеа Грција да биде моторот, односно да биде факторот, локомотивата на Балканот. И самиот Мицотакис заглави во тоа и затоа му се бледи него аргументите и затоа никој не го слуша, поготово во самит кој што е од светско и значење за безбедноста. Затоа му рекоа нема да разговара за билатерални прашања. Тоа е веќе надмина, знаете што вие сте истеричен и очен во исто време, бидејќи на светов му гори под нозе и вие сега ќе наметнете платформа која е веќе затворена, со многу болен компромис и од нас. Што ретко на светот, во светот има народи и држава да прифаќа промена на име. Но е подценување на американската дипломатија. Американската дипломатија
во однос на нашиот стратешки интерес е многу подобро запознат колку ние имаме дадено за американците во овие 20 и 30 години и колку има дадено грците. Така да тоа не може да помине. И јас тоа партнерство во насловот на вашата емисија Четврт век би користел неколку паралели. Америка во раниот 19 век, значи втората половина на 19 век, е првата земја, најголема силна земја, која на Букурешт бара со фуснота да бидат запазени македонците да бидат рамноправни граѓани во пресрет на поделбата. Единствена голема земја која бара, значи тоа постојат документи за тоа. Во Царигарската мировна конференција, Америка е единствена земја која се бори за слободна автономна Македонија. Тука си примерите на Рузвелт, на Мистоун, на медиумите, во однос на сите големи земји. Затоа ние имаме такво партнерство со САД и треба да го негуваме. Тоа е долго партнерство. Американците имаат голем избор на земјите да можат да бидат партнери со колку сакаат. Сепак они одлучуваат со колку можат да градат партнерство. Не бидеме среќни што Соединените американски држави гледаат во нас лоелен и константен партнер. Да, Британската империја не сака Македонија да биде надвор од Југославија и се станува зад грците во гиганската војна, но американците бараат документ, односно во нивните извештаи кажуваат дека во Македонија живее македонско население со свој идентитет, јазик и култура. Никогаш американците не напуштиле нас. ВМРО ДПМН е протагонистот во креирање на тие политики од 90-тите години. Одржувачот на тој оган на пријателство. Од 90-тите години. ВМРО ДПМН даде добар, јас млад сум не сум протагонист во тоа, не сум своевременик, но имам читано дека таа партија го нуди криволок за меѓународен тренинг центар во својата декларација до Собранието за стратешки однос со ЕУ-САД. Тоа денеска му помага на ВМРО ДПМН, бидејќи во ова невреме во светски рамки. Вас што ве чува? Вас ве чува колку сте биле лојален, колку сте биле искрен кон тоа партнерство со големите и колку вие сте подготвени грбот. Македонија беше четврта земја по број население. Многу НАТО членки на Европската унија не беа со американците рамо до рамо во Ирак и Авганистан. Да. Ова партнерство е заработено со крв, лојално од наша страна и од нивна страна и токму тоа на Христијан Мицкоски му го обезбеди и наративот и му го обезбеди силната позиција во Вашингтон денес. Да не заборавам, многу е важна биографијата. Вие имате контекст на два министри за одбрана. Едната е од асистентка во шеф кабинет кај Оливер Стана министр за одбрана, и имате денешен министр за одбрана кој во својата кариера ги поминува сите професионални ангажмани. Шеф на кабинет, државен секретар во Министерството на дворешни работи кој се соочува со довршната политика, министер транспорт и врски. Значи он е веќе искусен менаџер. И вие кога идете таму со министерот за одбрана, зборам за Владо Мисајловски, да. Вас ве подготвуваат на тие среди. Американската амбасада ќе даде CV кој е Владо Мисајловски кендо, кој е неговиот професионален бекграунд, нема никаква забелешка во однос на досието и во однос на можни компрометирачи криминални дејанија и влијанија, и вие имате друг однос таму. А ако вие дојдете таму со дебело досие, дали бил Заев, дали бил некој друг, вие немате можност да ги браните вашите аргументи, вие сте отврен ад акта. Да. Би благодарам што ме подсетивте. Македонија учествувала со своите војници со 8% од бројот на населението во мисиите. Нашата соседна Јужна република Грција со 0,8. Ќе повторам, Македонија 8, Грција 0,8, 10 пати повеќе Република Македонија како партнерство за мир. Да. Во членот 8 од тој документ. Сакам да кажам дека Македонија, добро кажавте, многу дала, значи не добила ништо на тација. Ние бевме контрабутори на мирот. Да. 97 година, 99 година, примивме огромен број на брегалци и помогнавме на американците. Ја спасивме Европа од... Да. Бевме полигон за дејствување на НАТО кон Сарајевославија
2001 и американскиот интерес преку интегрирање на малцинствата во уставниот поредок, учеството во мировните мисии во времето на ВМРО ДПМН во Ирак и Афганистан, членството во НАТО, помошта на Украина, денеска, сето тоа нас ни дава да бидеме кредибилен партнер и да бидеме високо почитувани, но за да бидеме уште повеќе високо почитувани зависи од нас, од домашната работа дома, од силната дипломатија, да не потцениме војната и тајната дипломатија и да изградиме ние преговорачката на сила, да го затвориме конечно практично отвореното прашање што го имаме кон Бугарија и да ги одглавиме евроатлантските цели на државата. Грција е многу важен партнер за Соединетите американски држави, има страшно добра географска и геополитичка положба, центар на енергенсите, едно од главните за политиката за диверсификација на руските енергенси и ние мораме да бидеме партнери со него. Секако. Мисотакис нека не се занимава со неговото гласачко тело тамо, тоа е поминато. Не може да излезе, освен да привате реалноста, дека мора да бидеме партнери и делиме исти вредности. Грција нас треба да ни помогне да го затвориме прашањето со Бугарија, бидејќи ќе го компрометираат самите Преспанскиот договор. На американците најмалку им треба нерешени прашања на Балканот. Они сега во својата комунике и завршна декларација, Западен Балкан го третираат како стратешка зона. Член 31, точка 31 беше токму за добрососедските односи. Добрососедство, владење на правото, борба против корупција, реформи и борба против малигни Зашто се залага и ставил, даде вето Мицкоски со својот тим дека тоа ќе го стори. Ја во низа јас го подсетувам и барам и го повикувам дека не сме да се откаже априори, да преди се од овие домашни обврски што ги има. Не, он прво не сака, второ и не сме да се откаже, бидејќи народот очекува, добил 610.000 гласа. Мандатот што Кристијан Мицкоски го добива резултат на тоа што веројатно го почитуваат неговиот збор кој вреди, кој нема да го измести и неговите политики. Што докажа конзистентен во ставот дека нема да свитка кичма и ќе биде политичар со даден збор. Тоа беше за бугарскиот. Затоа јас оттаму го извлекувам заклучокот дека он ќе засили борбата против криминалот и корупцијата. Он е мудар политичар, умерен е и има друга интелектуална поставеност во однос на јавните политики. Можеби не е толку многу силен, но зборам во наративот, во гласноста на зборувањето, не имавме политичари кои беа премногу гласни, но не направија ништо. Имате мудри и интелигентни политичари од типот на Кристијан Мицкоски дека нависина ефикасно ќе се справи. И тимот, вие го видите од неговиот тим кој е. Да, за подсетување само, ако ми дозволите, во најголемата хуманитарна и здравствена криза, тоа е COVID-19 2000 година, сведоци сме со неговите предлози. Сведоци сме со неговите ангажирање према со Јанша, тоа беше премиер на Словенија, како се мобилизираш. И покрај тоа што какви обструкции му правеше тогашната власт кон господинот Мицкоски, сепак покажа патриотско чувство, ги отвори портите и вратите на ВМРО. Тоа говори за профилот на човекот, домашното воспитување и љубовта кон коњата. Најдобро да беше заев, обратно ќе оставаше да изгори државата, подобро за опозицијата. Шведско мерче направеше го што правеше така, подобро за опозицијата, ако државата час поскоро, нели, пропадне. Он немаше мандат, но од патриотски побуди пишуваше писма до Јаниш Јанша, до унгарскиот премиер, до сите тие негови партнери да ја помогнат на Македонија и со вакцини, и со медицински материјали. И тимот, да искрен, тука се финансиери кои се добри, кој што беше господин Трајко Славевски, исправете ме сега, актуелната министерка за финанси, значи еден добар тим кои партиципира со Александар Николовски, Владо Мисаловски, подпредседателите кои имаат кои беа несебични во делот на давањето на проекти, на идеи, што повторно СДСМ ги прифати. Но како и да е за доброто на народот. Тоа е се. СДСМ мора да напушти риториката. Имавте преска прашање, пропуште да коментирам. Знаете како не извлечете поуката, дека имате 15 претенисти, 18, силно 30 коалиција. Пазите, таа авангардна партија, силна партија. Да, и не извлечете поука и лекции дека треба да ги смените политичките размислувања, политичката стратегија. Треба да се прилагодите на тоа што луѓето очекуваат од вас. Да бидете конструктивна опозиција.
На ваков настан, што Македонија буквално, дипломатски, на големо враќа се враќа. И постигнува успеси. Носи инвестиции, комуницира со диаспора, комуницира со можни инвеститори, комуницира со сенатори, конгресмени, ангажира грант од 500 милиони евра. Најмалку што можете да молчите. Ако не можете да пофалите. Ама да критикувате, ќе ве сведе на партија од 5 пратеници. Партија која направи борч, така ќе се наради, со тој турцизам ќе го земе. Македонија беше дужна од 8 септември до 2017 април, кога презема јуни, СДСМ. Јуни. Значи, не е сам тој како временска дистанца. Бевме задолжени околу 4 милиарди и 700 милиони долари, евра. Од таа времена рамка до денеска, до превземањето до 8 мај, 4 милиарди и 650 милиони евра. Значи, дупло од тие 25-6 години, што зговори за тоа? Кој како работел? Еве да подсетиме. Почитувани господинот Мицковски даде изјава, апропо средба со господинот Виктор Орбан, затоа што добил еден вид кредит под многу убави и поволни услови, за кои веднаш опонентите го осуди, обвинија каде се другите 500 милиони, со господинот Милан Стефановски, мојот почитуван соговорник, военно-политички аналитичар, ќе ја коментираме изјавата. Ивана, одиме и огнен со изјавата и се враќаме во студиото. Денеска, заедно со премиерот на унгарската влада, господинот Виктор Орбан, имавме исклучително квалитетна и плодна средба. Разговаравме за неколку теми, меѓу кои темата која што можеби за македонските граѓани е најважна, а тоа е дека двете влади се договорија во иднина да воспостават специјална економска соработка. Нешто што ќе значи сигурност и нешто што ќе значи финансиска стабилност за нашата македонска економија. Во име на таа соработка договоривме дека веднаш сега одговорните лица, Министерството за финансии на двете влади, да отпочнат процес во кој што унгарската влада ќе и поземи на македонската влада сума од 500 милиони евра под следниве услови, а тоа се камата од 3,25%, 3 години грејс период и 12 години рок на отплата, што ќе рече вкупно 15 години. Имајќи предвид дека воспоставуваме специјална економска соработка, тоа ќе подразбира дека и во иднина, кога ќе има потреба од такво нешто, ќе можеме повторно да се обратиме до нашиот специјален економски партнер, а тоа е унгарската влада, и да побараме поддршка дополнително што ќе е потребна за македонската економија. Сакам да информирам македонската јавност дека овие 500 милиони евра ќе бидат употребени на следниот начин. 250 милиони евра директно поддршка за македонската економија под истите услови. 3,25% камата, 3 години грејс период, 12 години рок на отплата или вкупно 15 години, македонската економија ќе добие услови кои што досега не можела да ги добие на економскиот и на финансискиот пазар, а 250 милиони евра ќе бидат наменети за капитални проекти кои што ќе бидат изведени во општините и ќе бидат исклучиво наменети за потребите на граѓаните. Македонија се сака со дела. Продолжуваме и понатаму овде во Вашингтон. Денеска завршува НАТО самитот. Завршуваме со одбележувањето 75 години од формирањето на НАТО алијансата. Продолжуваме поплане за Њујорк. Утре и заутре имаме средби со македонските иселеници таму. Бог да ја благослови Македонија. Да, амин. И ја ќе речем да ја благослови Македонија, со тоа што еве слушнаме, тоа беше изјава вчера дадена, денеска како што кажав, дека ние одиме со емисијата на телевизија Вистел, средбата се одржува во црковната општина Свети Кирил Методија во Њу Џерси, една убава црквена општина. Навистина прекрасна е и прекрасни се македонците кои редовно одат на литургии, убави нешто да ви кажам. Дај Боже таков литургиски живот да имаме во Македонија. Еве видовме. Јасно, гласно и честно кажано, отчетно, што е тоа што добиваме. Ќе одиме со таа оска што јас ја преферирам, кој како сака нека ме дефинира. Јас сум, значи, за прагна, за честна и искрена политика. Оската Унгарија, Белград, Македонија, Атина, таа е една голема перспектива за развојниот пат на Македонија.
Се согласите со мене? Апсолутно. Ако нашиот северен сосед во максимум работи да ја пушти пругата брзиот воз до Табановце, а видовме во каква форма ситуација СДСМ и ја оставиле Државниот инспекторат за ревизија, како се викаше, државниот ревизор вчера кажа дамно човека да го удри со тоа што видо кој криминал, која девастација остави, која хаварија остави до и СДСМ. Ја слушнав изјавата, би сакале прво да ми ја коментирате изјавата господин Мицковски. Да, видете, стратегијата на евроатлантските аспирации, учеството во силен сојуз, никогаш нема да биде комплетно прифатен кај македонскиот народ и било кој народ, ако вие немате економски бенефит од тоа. Во зачетокот на нашата емисија спомнавте дали НАТО носи инвестиции. НАТО не носи инвестиции, вие носите инвестиции, вас НАТО ви генерира систем, односно правила кои вие треба да ги имплементирате. Дека сте безбедна држава, имате безбедно. Сега, еве видите дека Христијан Мицковски носи инвестиции. Односно, не е гринфилд инвестиција, он во овие 14 дена има 3 инвестиции, но генерално на некој начин тие 500 милиони евра, иако се во форма на грант, во 3 години не постои банка во моментов или врзница или било како да земете во економска смисла по-поволен кредит од овој. Особено со ваква задолженост во која Значи, сме вие имате сега? 3 години грес период, вие имате многу мала каматна стапка, 3,5 мислам. Ама колку сме задолжени? Да, и 15 години период на исплата. Но, вие ова го правите за тоа што мора да ја обновите државата, мора да обновите економијата, за да граѓаните почувствуваат бенефит. Убавина. Вие сте таму сликан со 32 најмокни луѓе, кои имаат мокни економии, имаат среден живот. И таа порака, од друга страна, ја го обновуваш и буџетот кој е практично уништен. Банкрот. И сега вие треба се поздравите, вие барате пари кои се поволни, за да ние живееме добро. И имате политичка партија од типот на СДСМ кој вика тоа не е добро, Има ли авторитет? СДСМ да критикува и да бара отчет. Денеска Филипчи имаше пресконференција, читав кога на вака или изјава, не знам, Македонија ќе било во заложниство на Орбан. Орбан кој Орбан има во унгарското демократско општество огромно мнозинство на поддршка. Фидес тешко кој ќе сидне, без разлика тој европратеникот Шокобајаги и нешто добил некои гласови. Они прават и се силна европска пратеничка група во Европскиот парламент, европски патриоти, но човек кој ја предводи Европската унија, ние зависиме од Унгарија, бидејќи таа 6 месеци ќе раководи со европските институции. Преседавач на Европската. Да, и сега ти го критикуваш Орбан, а нели си за ЕО. Колку тоа политички? Не знам, таа перверзија политичка, тоа нешто несфатливо. И го критикуваш Орбан кој е премиер на држава кој 6 месеци преседава со Европската комисија и ти збориш дека наместо не да се додвориш да го почитуваш, да бидеш по-лајт. Човеков отиде да се види со најмокните луѓе во светот, со Си од Кина, со Путин од Русија, со Бајден во Америка, му промовира концептот на завршеток на војната. И помага на Македонија со овој кредит и викате вие го ставате во заложништво. Значи јас треба И го плукате. Па вие индиректно го плукате, значи он нема искрени намери, туку нас ќе не држат во заложништво. А зашто ние на Унгарија истужиме за заложник? Што Унгарија ќе види од нас? Осем партнерства. Кога таа перверзија, таа политичка перверзија? Па видите, тоа е веројатно тоа комунистичко миле, они од 97 година беа против НАТО и соните. Антинато демонстрација се сеќавате? Се сеќавате со фрлење ковчези во Вардар, американската амбасада во чиво време? Американската амбасада. Е, таа матрица се уште Па и грците се сеќавате антинато демонстрации што организираат токму 99-та? А кој во дневник пишуваше против идејата ВМРО за криволак? Тоа беа перјаници блиски на луѓе. Кои, да бидам искрен, ја ќе го кажам, вие нема, а па се преку ноќ стана добри ВМРО-ци. Да. Што мене ми пречи таа перверзија, таа хипокризија, како значи платенички поданички однос, што вика еден мој драг пријател Љупчо, вели Слободане, тоа се измечари. Дардан, ја ќе го потемам, бидејќи колега меше. Политичките партии мора да се ослободат такви ликови. Верувајте. Ако вие денеска сте на една страна, утре сте на друга страна, вие на таа партија може на краток рок ти направите, а многу штета на долг рок. Вие сте можеби профилот за човек кој
Еве, јас сум веќе гледал на МТВ и многу од мојата генерација кои сте синоним за патриотизам, за врски со диаспората, за човек кој сака на Македонија да ја даде голем придонес во однос на економски развој. Вие можеби треба да бидете менаџер на некоја институција. Вие можеби треба да менаџирате со тие политики кои треба да ги аплицираме во диаспората, а не луѓе кои се блиски до политички партии, беа перјаници на СДСМ и беа против американските интереси. Орбан има лично пријателство и со Христијан или со Александар, но има лично пријателство со Трамп. Што ако победи Трамп на изборите? Дали Венко Филипче може да размисла нешто туку? Не дата. Дали туку кога е прашањето? Ви благодарам за вашето подсетување до гледачите. Да, безрезервно го терам тоа си 25 години во Гласот на народот и вон тоа. И мене ми е предизвик навистина да можам некако да ја дадам уште повеќе придонес за да ја инкорпорирам диаспората во економскиот развој на Македонија, културниот што и недостасува. Ме подсетивте и гледачите ги подсетиме, имавме двајца така наречени одговорни за диаспора. Јас сум победојни пацифист, меѓутоа ги сакам луѓето. Ке мене нема нација, има човек и не човек. Тоа ме учеше и татко ми. Меѓутоа, роден си во Македонија, мислам на Едмон Адеми, нема да не заслужува име да му спомнам. Меѓутоа беше одговорен и неговиот заменик за диаспора. Ме прашуваат нашите македонци, каде е тој човек да го видиме? Никогаш не слушнавме за него. Да направи еден спој. Еве што се случува во Албанија, преку бугарската асимилација вештачко, колку политичарите на СДСМ ги посетиле овие 7 години и ја доведе ваквата ситуација. Ако некогаш, секако ќе се гледа низ историска димензија, верувајте дека пропустот на нашата држава во тоа што им се случи на македонците во Албанија, вечно црна дамка на црната страна на историјата ќе биде СДСМ. Ако вие градите партнерски односи со Бугарија и имате многу добри лични контакти со Еди Рама, и се дозволиле таква операција на тајните служби, да преку ноќ 7.000 македонци се бидат попишани бугари. Во светот не постои таков геноцид. Не, ова мора и медиумски да се повторува. Тоа е никакво чувство за македонските национални интереси. Ма и никаква државност, патриотизам, да рекам, ни под патриотизам. Да подсетиме, се сеќавате ли кога беше носен интерам акордот привремената спогодба, што сега така наречен документ преспански, тако е, не можеме какво е, тако е меѓународен документ. Беше донесена одлука во тоа време на СДСМ, тогаш беше еден Беровчанец, министер за надворешни работи, личен така со брада, дека се откажуваме од нашите македонци, парафразирам, од Беломорска или Егејска Македонија. Колку тоа нам ни даде една лоша страна, лош имидж, да се откажеме од нашите македонци. Па се случило еве сега со 2017 со бугарскиот документ, со Заев Борисов, со нашата Пиринска Македонија. Мајката никогаш не сме да ги предаде децата. Никогаш. Тоа е, во една реченица ќе се обидам да објаснам, затоа што вие понатака никогаш нема да можете да бидете мајка. Државата мора да се грижи за нашинците кои се надвор од државата, од државата, но знаете ли зошто не се надвор? Не затоа што многу им било убаво овде, или затоа што се заминале таму што е многу убаво. Ние сме сите виновни затоа што не ја напуштиле државата. Најмалку што можеме на диаспората ние да ја вратиме, зашто има заминато од тих причини, но најмногу социјално, економски, политички. прогон. Во ред, но тие политички не сме ги гласале. И тоа, гледате, има тенденција на зголемување. Нашата диаспора се умножува. Не водиме сметка за јазикот. Да ги предадете во најмала рака. Државјанство не им даваме. Да не водите грижа. Патни исправи не им даваме. Ништо не им даваме. Ништо не им даваме. Еве имам пример. Има по 2 милиарди евра. Годишно прилив на секакви дознаки кои влагат во буџетот. Да се вратиме во финалето за нашата тема, тоа е НАТО. Беше и околу зачленувањето на Украина во НАТО. Видовме дека
реал политиката си прави тоа, како што беше Бугарија и Романија 2007 ради ракетниот штит, па им дојде царот Саксо-Бургонски, го дочека, па едва и чека да го избркат на клоци, простите, со таков вординг, се сеќавате 001, 000, да си замине, да не беше царот Саксо-Бургонски, не би се инкорпорирала Бугарија во Европската унија, се сеќавате Хан, како ги критикуваше. Но ајде да влеземе, ќе финишираме. Беше за и околу Украина, беше за и начинот како дали ќе стане членка на НАТО, беше спомнато да, не ко ив, не ако, туку да, не се знае времето. Дали, бидејќи во војната немаме победници и губитници во руско-украинска, јас во руско-украинскиот конфликт ја дадов пред години нешто. Оценка дека ќе има поделба на Украина. Дали се согласувате со мене дека сепак мора Кина, мора големите земји да одлучат и да ги стават на преговарачка маса Зеленски, Путин и да се заврши се тоа? Да, видите во сите резолуции и комуника завршни, мора да знаете дека внатре постојат ноти на тајната дипломатија која има за цел стратегија на одвраќање. Ако руската позиција е Украина не влезе во НАТО, автоматски позицијата на западните сојузници е Украина да влезе во НАТО. Затоа што во делот на преговарањето, остапките што треба да се прават, имат компензаторски механизми. Значи, ќе имат компензатори. Значи, Украина ќе мора да има компензација. Ако случајно Столтенберг кажа пред неколку месеци дека можеби Украина во догледно време треба да прифати дека не може да владее со целата своја територија, она што можете да му компензирате на тој народ и на таа држава е да ја интегрирате во безбедносен систем. Русија, од друга страна, вика дека никогаш нема засадна ако Украина влезе членка на НАТО. Но во исто време вели дека ако престане тогаш кога ги оствари своите стратешки интереси, практично своите цели на операцијата. Но и НАТО знае дека не може Русија да победи, и Русија знае дека не може да победи НАТО. Сепак станува збор за стратешка војна. НАТО е прокси играч во Украина. Украина војува со Русија преку сите НАТО механизми и Русија војува во Украина со поддршка на Кина, Северна Кореја и Иран. Како да вртиме се состојбата, станува збор за конфликт кој можеби не е јасно дефиниран на хартија, но е глобален, бидејќи таму се студираат глобалните сили. Кога ќе се студираат глобалните сили, не постои поразен, тоа историјата го кажува. А решението како ќе биде ќе видиме, но важно е час поскоро да престане таа војна. Дали тоа значи дека и покрај тоа што господин Бајден кажа дека само Господ може да го трне од одлучноста дека нема да се кандидира. Не да Боже да го трне Господ. Да, меѓутоа Он сгреши пошто. Сгреш, да. Но друга ситуација дефинитивно според медиумите, бидејќи редовно ги следам американските медиуми, победата е на страна на господинот Доналд Трамп, кој ја сметам дека е клучот не само за за украинско-руската ситуација, тука имаме израелско-палестинскиот конфликт и сето на. Дали тоа значи дека на повидок е да се затвори тој круг? Мора да се затвори. И победата на Трамп и победата на политичките партии во Европа. Колку влие за Македонија во позитивна насока? Во Европа говори за тоа дека луѓето гласат за партии кои сакаат да стопираат војната и таа мора да дојде. Погубно било човештвото. Нормално дека Македонија би го имала тој бенефит, бидејќи инфлацијските движења на енергенсите и на храната е резултат на војната. И нормално во време на мир поголеми инвестиции имате земјите од напред збора за вештачка интелигенција, за помодерно здравство, колку за хиперсонични ракети. Знаеш што дека Македонија чека иднина? И Македонија и светот би требало кога има мир да ги чекат светла иднина. Благодарам многу што бевте гостин. Ви реков и на гледачите им ветив дека ќе ве поканам токму за и околу овој сами да разговараме. Беше чест и задоволство. Благодарам на можноста да ги кажеме нашите ставови. Да сте ми живи и здрави. Почитуване еве како што ветив, во сторив, го поканив Милан Стефановски, военно-политички аналитичар, овие 60 минути даде несебична анализа за се она што значи 75 години од овој моќен настан што се случи
во Вашингтон, каде учествуваше македонска делегација предводена од господинот Мицковски, кои навистина беа со една позитивна енергија прифатени на овој самит. Бите живи, здрави, уживајте во прославувањето на овој прекрасен ден, утре свети Павле, да речем Павлов ден, и ви посакам убави денови и бидете во храмовите, во црквите. Таму ќе го најдете вашиот мир. Пријатна вечер.